Премиерот Христијан Мицкоски го потврди своето учество на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват, каде што како што истакна ќе слушне повеќе за новите идеи и концепти за регионот. Во врска со идејата на германскиот канцелар Фридрих Мерц за нова динамика во проширувањето на Европската Унија и постепена интеграција на Западен Балкан, Молдавија и Украина, Мицкоски вели дека овие предлози биле споменувани и претходно во рамки на Берлинскиот процес, но се уште не се официјални и не може детално да се коментираат. Канцеларот Мерц најави ваков развој на настаните уште на Берлинскиот процес, состанокот на Берлинскиот процес во Лондон, минатата година есента. Јас тоа го коментирав уште тогаш дека ќе се случуваат нови предлози, нови можности во регионот и така натаму. Така што она кое што можам да го кажам во овој момент е дека љубопитни сме да дознаеме повеќе каква е идејата. Тоа претпоставувам ќе се случи на самитот кој што ќе го имаме сега во Тиват од 4 до 5 јуни, јас ќе бидам таму. Така што јас со нетрпение очекувам да ги слушнам овие концепти и овие идеи, откако ќе имаме повеќе суштина, тогаш ќе можеме и да зборуваме во јавност. Во однос на најавената посета на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, премиерот рече дека досега имале пријателски разговори и дека тој секогаш бил конструктивен за да се најде решение за вештачкото и билатерално барање на една земја членка кон Македонија. Сигурен сум дека на неговото присуство тука и за време на нашата билатерална средба, а потоа и на работната вечера ќе можеме да размениме повеќе идеи, да видиме дали и како може да се надмине прашањето. Ние многу пати во јавност сме ги кажале нашите позиции, кои што ние ги очекуваме да бидат исполнети, а кои што ние ги заслужуваме. За жал, ова е резултат на една, би рекол, на национално исплакната, ненационална политика на една претходна влада, која што со своите авантуристички потези создаде една состојба во која што прво ги разочара своите граѓани. Според Мицкоски, актуелната состојба е резултат на претходните владени политики кои според него со авантуристички потези ја довеле државата во состојба на разочараност кај граѓаните и го блокирале почетокот на преговорите со Европската Унија. Тој нагласува дека актуелната влада ќе се обиде да најде решение за надминување на проблемите, но повлекува дека нема простор за какви било отстапки во однос на националниот идентитет. Мицкоски додава дека државата дала многу во текот на последните децении без да добие ништо за возврат и без конкретни резултати во евроинтеграцијскиот процес и дека според него не треба повторно да се влегува во нови авантури без јасен завршеток на преговарачкиот процес.